Што не знаеме кога сме пациенти, а кога сме доктори. Вака изјави психијатарот Хадри Хаџиамза, зборувајќи за насилството на пациентите врз лекарите. Според него најчеста причина за вакви ситуации е кога пациентите сакаат да бидат прегледани без да чекаат ред. Тој раскажува и за еден случај кога го пријавил напаѓачот во полиција, но подоцна ја повлекол пријавата бидејќи, како што рече, лицето не ја примало својата терапија. Значи, мој пациент кој не ја зима терапијата, знам дека е агресивен, на кој 3-4 пати му обрнувам внимание на таткото да ја давате терапијата, оти доаѓа и ме фаќа за гуша, немаш кај да избегаш, во канцеларија си. Физички напад. Кажувам доле, јавувам во полиција, доаѓа полицијата, многу брзо, оти за оние што не знаат, вие повеќето знаете, нашата клиника се наоѓа веднаш до МВР. Председателката на Лекарската комора Калина Гривчева-Старделова нагласи дека насилството не е решение, дури никога пациентите не се задоволни од услугите. Наместо тоа, додаде таа, треба да поднесат жалба до институциите. Дали е решение да натепате или утепате некој? Ја мислам не. Постојат институции, постои институција во секоја здравствена установа што се вика директор. Пациентот има апсолутно право, што и го прават, да напише поплака за секоја жалба на директорот. Директорот има обврска во рок од 2 недели да одговори. Постои институција што се вика суд. Обвинителство. Секој што е незадоволен од X причини, има можност каде да пријави. Министерот за здравство Азир Алиу изјави дека успешно се спроведуваат измените во кривичниот законник, со кои насилството врз здравствен работник се смета како насилство врз службено лице и представува кривично дело. Ке го подобриме системот за закажување на термин, веќе од тука почнуваат фрустрациите, првите фрустрации, но исто така треба и да имаме сегде дигитално информирано време за чекање, за да може да знае он колку да чека. Знаете, ако не се информирани колку треба да чекат, нормално се буди тој револт колку треба да чека, можеби сад, можеби 2 и така натаму. 12 март е Европски ден против насилството врз лекарите. Податоците од Лекарската комора покажуваат дека минатата година имало 3 пријави од медицински персонал за напади врз нив. Една анкета покажала дека над 70% од лекарите во Македонија се соочиле со насилство на работното место, од кои 80% со вербално насилство, а 7% со физичко насилство.